Добре, почитуван подпредседател, почитуван заменик министар за образование, почитувани колешки, колеги, пратеници и пратенички, почитувана македонска јавност. Образованието е најмоќниот инструмент кој што можете да го употребите за да го промените светот, ќе каже големиот Нелсон Мандела. За жал во Македонија, владата, како и за сите значајни сегменти во државата, па така и за образованието, го има разбрана само низ призмата за задолжување. Имено, нов ден, ново задолжување на влада. Овој пат, со скратена постапка, имаме предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка за финансирање на проектот за унапредување на основното образование. Замислете, владата смета дека станува збор за прашање кое не е од сложена и обемна материја, доколку ја погледнете главата 5 од предлог законот за заем. А потенцирам, станува збор за заем за основно образование во износ од повеќе од 21 милион евра, кои граѓаните ќе треба да го отплаќаат на наредниот период, односно 11 години. Во овој текст на законот за заем не е приложена анализа за моменталната состојба во образованието од аспект на инфраструктурата и опремеността со наставни и нагледни средства и финансиски план, за што ќе бидат потрошени средствата, како и кои училишта ќе бидат опфатени и временска рамка за реализација на активностите. Од тука прашувам дали со причина не е доставена оваа анализа, бидејќи состојбата во образованието никогаш не била полоша. Образовниот систем е целосно руиниран. Реалноста во образованието, погледната низ призмата на медиумите, отприлика е ваква. Образованието сведено на импровизација. Голем број ученици во Македонија ќе го платат цехот на подзаспаност на државата и ќе останат без квалитетно образование поради ненавремено организирање на учебната година во услови на пандемија. Историчарите со порака. Науката нема да се прилагодува на потребите на политиката. Институтот за национална историја ги оседи сите форми на политичко спорување на македонската историографија, на македонската национална историја и идентитетот. Пушти фати дигитализација на образованието. Како стигнавме од компјутер за едно дете до 40.000 деца да бидат оставени без образование, односно без соодветна опрема. Случајот со талентот Дамјан Давков. Како државата ги казнува талентираните напредни деца? Ученик во основното оделение ги победува средношколците на државен натпревар по математика, но остана и без стипендија од страна на Министерството. Падна платформата за онлайн учење. Бришење на предметот историја од основното образование доаѓа во моменти кога владата ретушира историја и преговара за идентитет. Министерката Царовска е демонтирана за предметот историја директно од Финска. Во Финска историјата е задолжителен предмет за сите ученици во основното и во средното училиште. Почитувани, јавноста и граѓаните имаат право да знаат како овој заем ќе подобри состојбата во образованието, а дека истиот е за да го поддржи скандалозниот концепт за образование на актуелната министерка. Верувам дека сите овдека присутни ќе се согласиме дека лошото образование не може да допринесе за просперитет на општество. Образованието ни е најважно за градење на силна и просперитетна држава. Од тука би кажала да за реформи во образованието, но како што вели Платон, целта на образованието е да му се даде на телото и на душата целата убавина и целото совршенство од кое тие се способни. Неквалитетот води кон поразителни резултати, отсуство на визија и развој, а сигурно не на напредок на државата и општеството. Затоа апелирам до заменик министерот за образование, но и до вас, колеги, на внимателност и разум при задолжувањата кои треба да послужат за да го
замислете, поддржат концептот кој што не најде на поддршка од стручната академска јавност. Дури истиот беше и остро осуден. Потребно е образованието, а не задолжувањата да бидат приоритет. Потсетувам дека само пред една недела владата се задолжи со обврзница од 700 милиони евра. Ние во континуитет овдека во собранието имаме задолжувања кои што пристигаат и тоа во 25 милиони евра енергетска ефикасност, 50 милиони земјоделие, 70 милиони автобуски превоз, 90 милиони кредит за справување со пандемијата, која заврши, како што кажав и во едни мои претходни дискусии, интересно во џебот за Министерството за труд и социјална политика. Транспарентни, инклузивни и структурни реформи, затоа што држава без младина нема иднина и верувам во ова ќе се согласиме. А токму образованието е најголемата инвестиција во општеството и во државата. Ви благодарам на вниманието.